Црвениот крст на град Скопје со поддршка на општинската организација на Црвен крст Карпош по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, денес го организираше крводарителска акција. Крводарителската акција е веќе традиционална и препознатлива помеѓу редовните дарители на крв, така што предизвика голем интерес кај хуманите граѓани, кои дојдоа во домот на хуманитарни организации Даре Џамбас да даруваат крв. Александра Валкановска од Црвен крст на град Скопје потенцира дека покрај ова, Црвениот крст организира и многу други редовни крводарителски акции во текот на целата година. Ова е традиционална крводарителска акција која што Црвениот крст на град Скопје со поддршка на општинската организација на Црвен крст Карпош ја организира секоја година, значи само збор за една традиција која што веќе години наред ја негуваме во однос на одбележувањето на 13 ноември, денот на градот Скопје како што велиме. И ова е едно навистина препознатливо обележје веќе за нашиот град, што значи дека крводарителите веќе ја препознаваат крводарителската акција, доаѓаат, даруваат крв, така што веќе некаде имаме околу 30 до 40 дарители. Меѓутоа акцијата трае во текот на речиси целиот ден, значи од 9 до 17 часот, така што очекуваме дека и во попладневните часови секогаш ќе имаме интерес, односно бројот на дарители ќе биде голем. Валкановски исто така ги охрабрува и новите крводарители да им се придружат на веќе редовните со голем број дарувања зад нив. Има различни генерации, помлади, повозрастни крводарители, се средуваме и на првократните дарители, меѓутоа ги охрабруваме и оние кои што и досега дарувале крв, да дојдат да не посетат, да даруваат крв тука во просториите на домот на хуманитарните организација Даре Џамбас, во дневниот центар за дарување крв. Сепак е тоа еден придонес како општествена одговорност кон самиот ден и кон самата заедница. Од Црвениот крст велат дека со крводарителните акции се задоволува бројот на потребните крвни единици, но апелираат постојано и несебично да се дарува оваа најскапоцена течност.